Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Ги прашавме тетовци дали ќе се вакцинираат и колку сметаат дека вакцините се безбедни. Повеќето се уште не размислиле на оваа тема. Триесеттина сообраќајни знаци годишно се евидентираат како оштетени во општина Тетово. Новинарите од Полошкиот регион и судиите дискутираа на кој начин да ја зајакнат соработката на работилница во Гостивар. $200,000 кинески вакцини против COVID-19 се очекува да пристигнат во земјава. Министерот Филипче гарантира за безбедноста на вакцините, а веќе од утре граѓаните ќе можат да се пријават за вакцинација. Во пресрет на вакцинацијата ги прашавме тетовци дали ќе се вакцинираат и колку сметаат дека истите се безбедни. 200,000 вакцини се очекува да пристигнат месецов во земјава. Вчера беше потпишан договорот за набавка на вакцини од кинескиот производител Синофарм. Многу земји ширум светот веќе се во фаза на вакцинација. Во исчекување на вакцинацијата против COVID-19 ги прашавме граѓаните на Тетово дали би се вакцинирале против вирусот и дали сметаат дека вакцините се безбедни. Голем дел од нив немаа конкретен одговор, бидејќи се уште не размислиле на оваа тема. Ќе размислиме. Немам појма тоа, уште не размислувам за тоа. Мислите дека вакцините ќе бидат безбедни? Еве кинеските сега ќе се набават, ќе стигнат во држава. Цел народ се вакцинира и ние би требало да се вакцинираме. Ако ќе даде вакцината, зашто да не? Па мислим дека треба да се вакцинира. Се постојат вирусот. Да двоуме не сум сега. Јас сум размислил. Ќе се вакцинира, па после да видим како реагира. Се разбира дека се безбедни. Науката денеска во ова време, во современото време, не мисли лошо за народот. Воопшто во целиот свет, а и кај нас. Безбедни мора да бидат, оти научниците не измислуваат нешто негативно. Увек мислат за нас шето општество, како да просперира и да оди напред. Во никој случај не мисли за уназадување. Но има изреки на народот, тие што слабо читаат, слабо знаат, слабо ги праќаат медиумите и така натаму, кои зборуваат од не се сеќавам македонски, да, од други побуди, фала. И зборуваат без веза, така во наводници да кажам. Не знам што да ви кажам. Ништо не е безбедно во овој свет. Министерот за здравство Венко Филипче пак соопшти дека утре ќе се пушти во употреба сајтот преку кој граѓаните ќе можат да се пријават за вакцинација. Сајтот се очекува да биде во функција утре. И тоа значи дека буквално секој може да се пријави, системот сам ќе генерира приоритети. Што значи дека ќе ги прими податоците дури и за помладите кои што немаат хронични болести, а кои што изразуваат волја за вакцинација, и тогаш кога ќе дојде системот, овој редот за вакцинација, ќе им стигне известување соодветно. Значи волјата се изразува еднаш преку регистрација на сајтот. Од Министерството за здравство во неколку наврати порачаа дека кинеските вакцини се сосема безбедни, а први ќе се вакцинираат најризичните групи, како и здравствените работници. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски истакна дека чувствува срам што Македонија е меѓу последните земји во кои се уште нема пристигнато вакцини за имунизација против COVID-19. Повторно треба да се вратиме на прво прашање кое што ми беше поставено. Дај Боже денеска да имаме ние вакцини. Еве, јас поддржувам и идната недела да имаме вакцини и ќе поддржам од сега понатаму било кога само нека ги донесат тие вакцини. Нека почне оној кој што сака да се вакцинира. Се срамам што сме последни, што сите држави во Европа буквално почнаа, што еден Авганистан има половина милион дози добиено, а ние како држава уште коленичиме, се молиме налево надесно да добиеме 10, 20, 50 илјада, 2000
2000 дози. Наистина не знам што да кажам на тоа. Еве го храбрувам да овој пат конечно еднаш ќе ја зговори вистината и нека ги донесат тие вакцини, а тие луѓе кои што сакаат да се вакцинираат да може да почнат да се вакцинираат. Новинарите од Полошкиот регион и судиите од судовите на ова подрачјена работилница во Гостивар дискутираа на кои начини да ја зајакнат соработката, со цел подобро информирање на јавноста од областа на судството. Настанот го организираше Судско-медиумскиот совет при Сдруженијето на судии. Судовите да бидат потранспарентни и подобро организирани за давање информации, новинарите повеќе да внимаваат на правилата за судско известување. Двете страни да се гледаат како партнери и да наоѓаат разбирање за надминување на проблемите. Ова беа дел од заклучоците од денешната работилница што се одржа во апелациониот суд во Гостивар, наменета за новинари и судии од регионот. Настанот го организираше Судско-медиумскиот совет при Сдруженијето на судии. Целта е да се зајакне соработката меѓу фелата која е надлежна за делење правда и фелата што ги пренесува информациите во јавноста. Забелешката од новинарите генерално беше дека тешко доаѓаат до информација од судовите. Од она што вие го кажавте, каков е вашиот пристап до информации, вие практично немате пристап, новинарите во ова апелационно подрачје не комуницираат со судовите и транспарентноста е на нула. Така, например, во Тетово слушнавме дека има некои два портпарола, меѓутоа тие се само да простат мртви букви на хартија. Тие никогаш не креваат телефон, никогаш не ги информираат новинарите за нивните деневни потреби за информации од судот. Слушнавме дека во Гостивар воопшто нема портпарол ниту во основниот суд, ниту во апелациониот суд, а тоа е нели законска обврска. Значи канцеларија за односи со јавност, портпарол и тоа во законот го имаат сите судови. Дека се потребни функционални стручни кадри за односи со јавност во судовите се сложува и председателот на апелација во Гостивар Беким Мехмеди. Мислам дека имаме малку недостатоци технички кои што воопшто гледано треба да бидат потегнати на цело ниво на судството во однос на назначување, како што и беше порано, она ангажман на поставување на PR лица кои евентуално искуствено и добро, а и стручно би можеле да пренесат тие информации што се потребни за јавноста. Тој недостаток со човечки ресурси знаете дека е малку ограничен, нарочито во овие состојби кај што повеќе се вложува фокус и внимание на она што е судско-професионална работа од судството. На дебатата секоја страна ги бранеше своите аргументи. Новинарите дека судиите мора да бидат поотворени и попристапни за информации. Судиите дека е неопходно новинарите повеќе да се едуцираат, за да не прават грешки кога известуваат од областа на судството. На крај бе едногласни во мислењето дека треба да градат партнерски однос со почитување на правилата. Во ниеден случај не го сваќаме тоа како луѓе кои ни се спротивставуваат или изнесуваат нешто негативно, напротив, тоа е навистина добро партнерство, само што треба да се воспостави добар линк, добра комуникација и се разбирање со оглед на сите ситуации, специфичноста на самата работа, дека секогаш судовите, мислам, би требало и се отворени, но и да имаме разбирање по однос на начин, специфичност на работа и тоа што е со закон дозволено во однос на давање на информации. Тоа имаме ограничување, ги знаете, сите мислам дека треба да се знае. Судско-медиумскиот совет е формиран во 2018 година и е прво тело од ваков вид во Европа. Има 21 член, од кои 11 се новинари од различни медиуми и 10 судии и председатели на судови. 30 сообраќајни знаци годишно се евидентираат како оштетени во општина Тетово. Со поставување на повисоки столбови надлежните се надеваат дека ќе се избегнат ваквите појави. Експертите велат дека мора да се внимава на стандардите. Граѓаните пак сметаат дека потребна е поголема едукација на населението, подигање на свеста за чување на заедничките добра.
Сообраќајните знаци и уличните патокази постојано се мета на несовесни граѓани. Во општина Тетово годишно се евидентираат како оштетени до 30 знаци. Се кршат, се откорнуваат и се шкртаат. За да се избегне ваквата појава, од секторот за комунални дејности периодов на неколку места во градот поставуваат сообраќајни знаци на столбови од 4 метри, од кои половина метар мора да биде под земја. Граѓаните пак велат дека оштетувањето на вертикалната сигнализација е поради отсуство на елементарна култура и ваквиот чекор нема да има ефект. Не ги чуваме, не ги уништуваме по свака цена, по свака работа. Не сме воспетени ми балканци. И на повисоко тој што сака да направи штета, ќе ја направи. Треба совеста да се смени кај луѓето. Според дипломираниот сообраќаен инженер Зоран Ѓорѓевски, примената на висина надвор од стандардната, иако на прв поглед изгледа дека битно нема да ја наруши безбедноста, сепак има влијание на воочливоста. Затоа тој препорачува да се почитуваат стандардите, но и да се земе предвид околината каде знакот се поставува. Стандардот е јасен и дефиниран со членот 98 став 2 од правилникот за сообраќајни знаци, опрема и сигнализација на патот, кој се однесува на поставување на знаците во населено место на висина од 0,3 до 2,2 метри. Поставувањето на висина поголема од 2,2 метри може во интерес на безбедноста на пешаците кои се движат во зоната на поставениот знак, но поголемата висина од 2,20 метри по правило може да ја намали воочливоста на содржината на знакот од страна на возачите, бидејќи се приближува кон надворешноста на нивното видно поле, каде јасноста веќе не е иста како во рамките на дефинираниот стандард. Инаку по старите модели на сообраќајните знаци во градот се 180 см. На новото промотивно видео на Елем, Попова шапка стана Кодра е диелит. И тоа не само на пропагандниот материјал на албански јазик, туку и на тој што е на англиски. Во јавноста произлегува низа реакции. Сторија на Милена Вучевска. Попова шапка стана Кодра е диелит. Име кое не е ново и веќе долго време се користи, но само како несоодветен превод на албански јазик. Оти новото име значи сончеви ридови. Сега Елем го ставила и во промотивно видео, и тоа не само на пропагандниот материјал на албански јазик, туку и на тој што е на англиски. Но како такво видеото кратко беше достапно, оти бурните реакции во јавноста ги притиснаа во Елем, па денеска се поправија, но делумно. Ставија ново видео, но со двете имиња, што исто наидува на негодување кај јавноста. Попова шапка сменето име. Ништо чудно, на државата и го сменија името, а не на Попова шапка. Брука и срамота, ски центар, село го направивте, името го дадовте, уште што? Ова се дел од реакциите по социјалните мрежи, но има и такви за кои Кодра е диелит е правото име. Браво, така треба, Кодра е диелит. Нормално дека е Кодра е диелит и секогаш било така. 95% од туристите и газдите на викендиците се албанци. Да не сакате да се вика на шпански подобро. Попова шапка името го користи веќе 6 децении. Кодра е диелит пак се користи 20 на години и не само во говорот, особено кај албанците. Општината и низ градот одамна има поставено патокази токму со ова име, што е збунувачки барем за странски туристи кои нема да знаат дека се работи за ски центарот Попова шапка. Одговор треба да дадат надлежните, зошто не реагираат ако се знае дека топонимите не се преведуваат. Во Елем се правдаат дека се работело за техничка грешка која веднаш била исправена. Техничкиот пропуст е произлезен од страна на службите на Елем Турс, кој стопанисува со центрите, а во чија организација беше изработката на промотивниот материјал. Како АДСМ изразуваме жалење што идејата за промоција на природните убавини во зимската сезона на Попова шапка добија политичка конотација. Сепак во Елем не образложија како ја исправиле грешката, кога и во новото видео стојат двете имиња. Извршени се контроли кај 60 фирми кои земале државна помош, а не исплаќале плати. Ќе следат и кривични пријави. Ова го истакна директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска на денешната пресконференција. По направена анализа од страна на Управата за јавни приходи на даночни обврзници кои што имаат користено финансиска поддршка за исплата на плати, а немаат исплатено плати на вработените за месеците април, мај, јуни,
октомври и ноември 2020 година и врз основа на добиени пријави од граѓани, направена е селекција на даночни обврзници за контрола по следните критериуми: износот на добиена финансиска поддршка, бројот на вработени, обврзници кои што немаат исплатено плата за повеќе од 1 месец, обврзници за кои се добиени пријави за неправилности во однос на исплата на плата. Работодавачот кој користел финансиска поддршка за исплата на платите за месеците април, мај и јуни и работодавачот кој користел финансиска поддршка за месеците октомври, ноември и декември има обврска согласно уредбата, тоа е согласно законот, да ги врати добиените финансиски средства во целост, заедно со камата, согласно со законот за даночна постапка, доколку по извршена контрола од страна на УЈП и или Државниот инспекторат за труд се утврди дека работодавачот не ги исполнил условите за користење на финансиска поддршка пропишани со ова уредба со законска сила, како и со законот. За работодавачот корисник на финансиска поддршка кој дал изјава за исполнетост на условите за користење на финансиска поддршка согласно овој закон, а не ги исполнил условите, ќе се применуваат одредбите од кривичниот закон. Незаклучените моторни возила стануваат мета на кратците. Од СВР Тетово апелираат сопствениците на автомобили и други моторни возила да бидат максимално предпазливи. Во продолжение слушнете ги деталите од билтенот на СВР Тетово. Секторот за внатрешни работи Тетово подсетува и истовремено предупредува дека некои сопственици на моторни возила во Полошкиот регион ги оставаат необезбедени, односно незаклучени возилата, па дури и со клучевите во брава. Со тоа возилата стануваат привлечен плен за кратците. Ова посебно ако возилата се оставени во неосветлени, споредни и нефреквентни улички, а поради што од секторот за внатрешни работи Тетово повторно се апелира до нивните сопственици пред да заминат задолжително да ги заклучуваат. Се апелира исто така на седиштата во возилата да не оставаат лаптопи, мобилни телефони, очила за сонце, несесери и слично, кои во голема мерка може да ги намамат кратците и да ги потикнат на насилно провалување. СВР Тетово во континуитет реализира повеќе превентивни активности за заштита од тешки кражби во куќи, станови и моторни возила. Во текот на изминатото деноноќие пак, според статистиката на секторот за внатрешни работи Тетово, за неносење заштитни маски на вкупно 68 лица, 50 лица од Тетово и 18 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-гостиварското подрачје на 19 лица од Тетово и 6 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 290 лица од Тетово и 115 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. 51 годишен тетовец вчера во 7 часот и 40 минути пријавил дека претходниот ден му било одземено неговото товарно моторно возило со тетовски регистарски ознаки, кое не заклучено со клучевите во брава, го паркирал на улица 107 во Тетово. Се преземаат мерки за пронаоѓање на возилото и расчистување на случајот. Екипата на Универзитет Тетово загуби со 3:1 од Джио Струмица во дерби над преварот од одбојкарското првенство. Во последниот надпревар од второто коло на плејофот од одбојкарското првенство на Македонија, екипата на Универзитет Тетово загуби со 3:1 на гостиот Джио Струмица. Тетовската екипа одлично го започна надпреварот против директниот конкурент за титулата и го доби првиот сет со 26:24. Одличниот прв сет како да ги опушти одбојкарите на Универзитет Тетово и во продолжениот надпреварот следуваше комплетна доминација на Джио Струмица. Домашниот состав во вториот сет славеше со убедливи 25:15. Слична слика гледавме и во последните два сета кои им припаднаа на струмичани со 25:19 и 25:16. Со оваа победа Джио Струмица останува на првото место на табелата со максимални 33 бодови од 11 надпревари. На второто место е Вардар со 27 поени, додека Универзитет Тетово има 3 помалку, односно 24 на третата позиција. На четвртото место е Борец со 18 бодови. Следна активност на одбојкарските екипи ќе им бидат првите надпревари од четвртфиналето од Купот на Македонија, кој на програмата се веќе утре. Во машка конкуренција играат Весна Пробиштип Универзитет Тетово, Угада Штип Вардар, Лирија Джио Струмица и Шкендија Борец.
Двојките во женска конкуренција се следните: Универзитет Тетово Вардар, Наковски волеј, Јанта волеј, Кисела вода, Пелисер волеј работнички и Јанта волеј Форца против Струмица. Првите надпревари од четвртфиналето од националниот куп ќе се одиграат утре, додека реваншите се закажани за на 17 овој месец. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.